Третата генерација на Kia Ceed изминатиот викенд беше представена на македонската јавност. На коктел забава во Портофино Osteria and Bar дебитираше најновото остварување во C-сегментот на корејската компанија. Kia Ceed со својата трета генерација нуди многу новини како за моделот, така и за концернот, почнувајќи од дизајнот, новите димензии, како и најновите технологии. Таа ќе атакува во сегментот каде конкуренцијата е најголема. На самиот старт на продажбата во Македонија, Kia Motors нуди акциски цени, па така Ceed со Vision ниво на опрема може да го добиете по цена од 13.990 евра, а во него да уживате во богата опрема како централно поставен екран на допир, со камера за возење наназад и поддршка за Android Auto и Apple CarPlay. Во повисокото ниво на опременост, Ceed доаѓа со безбедносни системи за автономно сопирање и за одржување на возилото во лента, алуминиумски тркала, автоматски клима уред и тоа за 15.990 евра. Два пакети на Ceed се комбинираат со 3 бензиски и 1 дизелски агрегат. Прв е 1,4 литарскиот со 100 конски сили, потоа следат турбомоторите со зафатнина од 1 литар и 120 конски сили и 1,4 литарскиот со 140 конски сили. Дизелскиот двигател е 1.6 CRDI мотор кој развива 136 конски сили, што се однесува до трансмисијата. Понудени се две варијанти, односно 6 степен мануелен и 7 степен автоматски менувач со двојна спојка, а важно е да се нагласи фактот дека сите мотори ги задоволуваат најновите Euro 6D стандарди. Новиот X5 својата светска премиера ја доживеа пред неколку месеци во Спартанбург, Јужна Каролина, европската во Париз пред 2 месеци, а изминатата недела тој беше представен и кај нас. Неговиот прв настап за македонската јавност беше од страна на овластениот импортер на BMW и Mini M-Car, кој се погрижи преку еден впечатлив настан да ни го представи новиот заменик на ултрапопуларниот SUV модел. X5 импресионира со изобилство на иновации, зрачи со моќен и доминантен X дизајн, ексклузивна внатрешност, нагласена спортска активност, како и многобројни карактеристики што ги нагласуваат комфорот и удобноста. Овој модел е помоќен, подинамичен, технолошки понапреден, но и поудобен од сите своји претходници. Исто така тој представува и прв модел на овој бренд кој може да се отклучи со BMW Digital Key преку паметните телефони. Представениот модел X-Drive 30D верзијата на X5, кој е опремен со 3-литарски турбодизел мотор, кој испорачува моќност од 265 конски сили и вртежен момент од 620 Нм. Пропратен е од 8 степен автоматски менувач, при што силата се испорачува до сите 4 тркала. Благодарение на овој агрегат, максималната брзина на новиот модел изнесува 230 км на час, додека пак заврзувањето од 0 до 100 км на час е за импресивни 6,5 секунди. Освен овој агрегат, баварскиот SUV може да биде опремен и со турбобензиски 3.0 мотор со 335 конски сили, 4,4 литарски двотурбински бензиски V8 мотор со 462 конски сили, како и 3.0 квад турбо дизел мотор со 394 конски сили. Сите овие се стандардно опремени со 8-степениот автоматски менувач. Новиот X5 може да го погледнете во салонот на M-Car во Скопје, каде ќе можете да се обратите за подетални информации.
Во текот на летото, американскиот председател Доналд Трамп ги зголеми увозните давачки на автомобили увезени од Кина на 27,5%. Овој потек го превзема со цел да го зголеми производството во својата земја, но истото не најде на добар резултат со оглед на тоа што Кина го возврати ударот, а со тоа почна трговската војна помеѓу овие две земји. Кинескиот лидер Џин Цзинпин не мораше, но ги зголеми давачките за американските автомобили на 40%, бидејќи голем дел од производството на американски компании е лоцирано токму во Кина. Така, трговската војна помеѓу двете најмоќни економии во светот станува се повеќе и повеќе сурова и веќе ги зема своите први жртви. Еден од нив, за жал, е шведскиот производител Volvo, кој е во средината на огнот што беше разменета помеѓу Вашингтон и Пекинг, бидејќи за овој бренд пазарот во САД е од голема важност. Компанијата, која од неодамна беше купена од Гили, која е кинеска корпорација, ја отвори својата прва фабрика во САД во текот на летото, но сега тие се принудени да ги променат своите планови и на тој начин почнуваат да страдаат од финансиски загуби. Ситуацијата е толку комплицирана, зашто челниците на Volvo велат дека не е во ред. Во изминатите неколку месеци компанијата страда премногу, но бараат начин да го пребродат ова, иако истиот е многу тежок, вели председателот на одделот Volvo Андрес Густавсон за Bloomberg. Големиот проблем е новата фабрика во Чарлстон, каде што компанијата инвестираше 1,1 милиарда долари. Половина од неговото производство се извезуваше во Кина, но сега е невозможно. Компанијата ќе мора да се фокусира на американскиот пазар, иако Volvo S60 ќе продолжи да извезува и во Европа. Во исто време, XC60, кој се произведува во Кина, нема да оди во САД, туку само во Европа. Испораките на S90 седан за САД исто така беа значително намалени, а фабриката во Чарлстон треба да го намали производството на големиот SUV XC90, бидејќи нема да може да извезува во Кина. Volvo ќе треба да направи сериозни промени. Дел од нив се веќе превземени, а останатите најпрво ќе треба да се испитаат, па да стапат. Компанијата вели дека знае како да се справи во моментов, но во исто време жали за тоа што не може да се оствари планот кој го имаат зацртано одамна. За среќа, Volvo има глобална производствена структура, која ќе овозможи да се маневрира во овие тешки услови, вели Густавсон. Со завршувањето на СЕМА 2018 може да издвоиме едни од најинтересните прикажани модели на ова шоу. Не дека и досега не било така, но убаво е да се знае дека од година во година ова автомобилско шоу изненадува со модификации на автомобили. На почетокот на ноември започна 4-дневната тюнинг конвенција наречена СЕМА, која се одржува секоја година во Лас Вегас. На ова шоу може да се видат разноразни луди модифицирани автомобили од ретро верзии па се до најновите модели. Листата е предолга, па затоа ќе ги издвоиме само дел од најинтересните и најспецифичните возила. Оваа листа ја започнуваме со она што може да се рече дека е врв во тюнингот. Дали е можно да се вградат уште модификации во овој автомобил? По се изгледа дека не.
едно од највпечатливите возила кое зрачеше со агресивност беше екстремно нискиот Lamborghini Aventador во одлична тиркизна боја. Без разлика на перформансите што ги нуди овој автомобил во својата стандардна изведба, сепак воодушевуваат неговите доработки, па и какви и да се. Возилото, кое привлече најмногу погледи на ова шоу и ја разбуди љубопитноста кај публиката, беше изгорениот Mercedes Maybach S-класа, за кој дечките од Forgiato одлучија дека е одличен избор за да ги покажат своите нови 22-инчни фелни. Како што веќе беше најавено, Ken Block, човекот познат по неговите луди видеа, Gymkhana, ја искористи приликата на овој настан да го покаже своето ново возило, модифицирано за 10-тото издание на неговите дрифтања. Се работи за Ford F-150 од 1976 година. Погонот е со специјално модифициран Ford Performance V6 EcoBoost мотор, кој испорачува неверојатни 941 конска сила со 7400 вртежи во минута. На ова шоу Ford исто така искористи можноста да ни ја представи карбонската серија на супер автомобилот GT. Земен од најновата корвета ZR1, 775 конскиот мотор, директно префрлен во класичниот Chevrolet Chevelle Laguna, представува одличен модел, а едно од возилата кое привлече најмногу внимание помеѓу американците беше и прекрасниот Dodge Charger, кој му припаѓаше на Dom Toretto од Fast and Furious. Овој филмски автомобил е придвижуван од V8 мотор со мокнус од 500 конски сили. Да се вратиме на вистинските перформанси и да завршиме со нив. Модифициран со многу компоненти од другите икони на Ферари, сивиот Ferrari 328 GTS има навистина добар изглед. Она што беше интересно кај овој модел беа страничните ретровизори кои многу наликуваат на мали ламби. За вакво нешто, шоуто на Сема е единствено, па со право ги привлекува најсјајните умови од автомобилската индустрија. Истите, Лас Вегас го сметаат како предизвик на дизајнот, технологијата, доработката и тюнингот. Сема, освен што е демонстрација на производи, воедно е и центар каде се одржуваат многу средби и контакти, семинари, предавања, но и несекојдневни настани кои потоа се прераскажуваат. Kia Motors во текот на оваа година ја представи третата генерација на моделот Ceed. За прв пат моделот беше представен на автосалонот во Женева. Новиот Ceed, дизајниран, развиен и произведен во Европа, во својата трета генерација, благодарејќи на иновативната технологија, зрелиот и спортски дизајн и истакнатото управување,
го зајакнува присуството на Kia во C-сегментот. Од самиот почеток на неговото производство, кое се одвива во Словачка, Kia досега има произведено 1,28 милиони единици. Новиот облик има и ново име, односно моделот од Ceed беше преименуван во Ceed, а со тоа ја подобрува својата репутација на стариот континент. Од втората генерација на моделот досега беа произведени околу 640.000 единици, а со третата се очекува тој број да се зголеми драстично, секако и да се зголеми пазарниот удел во овој сегмент. Како и неговите предходници, така и овој модел е дизајниран и развиен во центарот на Kia во Франкфурт. Производството во Словачка го дели со моделите Sportage и Venga. Дизајнот на новиот Ceed е направен под водството на Грегори Гилме, лидерот на европскиот дизајн, и Питер Шреер, лидерот на корпоративниот дизајн. Новиот Ceed нуди спортски и емоционален дизајнерски карактер од Kia Stinger, кој пак емитува самоуверен изглед. Новата генерација е пониска, поширока, зачудувачки широка и со продолжена линија на кровот за разлика од претходната генерација. Рамните линии ги имаат заменато старите заоблени, а предната маска еволуирала. Триговиот нос е нешто поширок, отворот за воздух е симнат подолу, а хоризонтални линии го дополнуваат новиот изглед. Во првото ниво на опрема влегуваат LED дневни светла во облик на коцки LED. Профилот го карактеризираат остри и рамни линии, кои визуелно го продолжуваат предниот дел и на возилото му даваат моќен изглед. Новиот модел има поширок C-столб, кој во последните неколку години изгледа како заштитен знак на Kia. Новите задни LED светла овозможуваат подобра видливост и исто така имаат ефект на препознатливост. Надворешниот изглед има избор помеѓу 11 бои, а клиентите покрај бојата ќе може да одберат помеѓу 3 големини на тркала, 15-инчни челични како и 16 и 17-инчни алуминиумски. Во внатрешноста Ceed е поергономичен повеќе од било кога, а секаде во кабината се користени материјали со висок квалитет. Ceed има добиено повеќе дизајнерски детали кои веќе се достапни кај некои други модели на брендот. Централната конзола е поделена на два дела. Во горната зона е поставен екран на допир преку кој се ракува инфозабавниот систем и долна зона каде се сместени неколку копчиња за аудио системот, како и регулацијата на клима уредот. Целата конзола е малку наклонета кон возачот со цел подобро ракување. Во внатрешноста преовладуваат современи материјали кои се меки на допир, а воедно и даваат префинето чувство. Во зависност од опремата на возилото, во интериерот има елементи кои се со метален завршеток или пак пијано сјајни. Новитетот на корејската марка е поставен на најновата K2 платформа, што го прави за 20 мм поширок и 23 мм понизок. Неговото меѓуоскино растојание и понатаму останува 2650 мм, додека дел од 20 мм од предниот дел на возилото е префрлен во задниот. Новата платформа на моделот му овозможува поефикасно искористување на просторот. Ceed одсега има багажен простор од 395 литри и повеќе простор во делот на рамената за оние кои седат позади. И покрај тоа што е понизок, во Ceed има повеќе простор за главите на патниците поради пониското седење. Ceed е створен за европските патишта и најсложените клиенти во светот. Возните особини на новиот модел се подобрени во однос на претходникот, особено во областа на динамиката и реакцијата. Новото независно потпирање со својата живост преку воланот му дава повеќе пргаво управување. Возењето со новиот Ceed е малку покруто, но тоа е и повеќе од добро. Поминавме краток период со него, но навистина не изненади. Зад воланот имавме можност да бидеме посмели и со поголема брзина да влегуваме во свиоците. Единствена замерка при управувањето низ градските метежи е преносот од прва во втора брзина, каде се чувствува како
како возилото да губи моќ. Секако тоа се надополнува доколку притиснете до повисоки вртежи. Ова искуство го имавме со атмосферскиот 1,4 МПИ бензински агрегат кој нуди моќност од 100 конски сили, а е комбиниран со 6-степен мануелен менувач. Во понудата на новиот сит може да се најдат уште 3 агрегати, 2 турбобензински и 1 дизелски. Најмалиот мотор е 1.0 TGDI со турбополнач кој развива 120 конски сили. Потоа следи оној кој имавме можност да го пробаме, а над него е исто така 1,4 моторот со турбо кој развива 140 конски сили. Овој придвижувач според информациите на принципалот од сега е за 4% помоќен поради тоа што турбополначот има поголем распон на обртен момент, што пак му овозможува на автомобилот подобра реакција во различни услови со помала потрошувачка. Тука е и дизелскиот CRDI агрегатот 1,6 литри, кој развива 115 или пак 136 конски сили. Во понудата во Македонија се најде само овој посилниот, кој ги задоволува Euro 6D темп стандардите. Сите мотори на Kia ги задоволуваат Euro 6D темп стандардите, со што ги прави една од првите компании кои ги имплементираат во својата гама. Покрај мануелната трансмисија, може на избори за автоматска со 2 спојки која е со 7 степени на пренос. Kia Motors Македонија од самиот старт сит го нуди во 2 нивоа на опременост. Првото е именувано Vision, а во него може да најдете се што ви е потребно од еден автомобил во денешницата. Како за пример, тука е централно поставениот информацијски забавен систем кој има 7-инчен екран на допир, а со него имате можност да се поврзете со Android Auto и Apple CarPlay платформите. Друга интересна предност во однос на конкуренцијата е дека во првото ниво на опрема моделот има Stop and Go систем, LED дневни светла, камера и сензори за возење наназад, команди на управувачот, електрика на сите прозорци, ограничувач на брзина, темпомат и уште многу друго. Ние имавме можност да поминеме време со повисокото ниво на опрема именувано Advance. Покрај стандардната опрема која ја наведовме, овој модел во себе има и безбедносни системи, односно можност за автономно сопирање и одржување на возилото во лента. Клима уредот е двозонски и автоматски, а управувачот и рачката од менувачот беа обложени со кожа во комбинација со пиано лак декорација во внатрешноста и многу други детали со што се дополнува разликата во цената. Најниската понуда за сит е 13.990 евра, а вака спакуваниот модел е 16.340 евра. По хеджбекот и караванот, Toyota ја представи лимузината верзија на 12-тата генерација на Corolla. Автомобилот беше представен истовремено во Кина и САД, кои се и двата најважни пазари за неа. Глобалниот модел е представен во 2 варијанти – Prestige и Sporty, а третиот е наменет само за САД. Новиот седан е со меѓуоскино растојание од 2700 мм, а должината му е 4640 мм. Европските купувачи ќе може да ја добијат верзијата на автомобилот во Prestige, во која автомобилот изгледа солидно и дури престижно, подсетувајќи на поголемиот Camry. Седанот е бестселер на јапонската компанија, па затоа не е ни чудно што веќе е представена 12-тата генерација, која е развиена на нова платформа, која ветува тивко возење и подобро управување, а воедно и повеќе верзии на моделот. Платформата го носи името Toyota New Global Architecture и веќе се користи во повеќе модели на марката, од хибридниот Prius до најголемата лимузина Avalon. Според компанијата, новиот модел
модел користи и нов пристап кон дизајнот, инженерството, производството и материјалите кои се вметнати, а сето тоа е за да се зголеми економичноста на потрошувачката, безбедноста, динамичноста, како и да се покаже нов, свеж дизајн кој ќе ги освои срцата на клиентите ширум целиот свет. Семејството на мотори е оптимизирано и нуди поголема моќност и поголема ефикасност на горивото. И покрај тоа што беше достапен и досега, најпродаваниот 1,8 литерски агрегат е ист, но со подобрени индикатори, односно неговата моќност е зголемена на 122 конски сили, додека дволитарскиот агрегат е сосема нов и со директно вбризгување на горивото, што е новитет на компанијата. Во интериерот, таблата со инструменти и позицијата до ветробранското стакло се намалени во споредба со претходниот модел за да се подобри прегледноста и да се добие повеќе чувство за простор. Екранот на допир од 8 инчи обезбедува пристап до командите на инфозабавниот систем, навигацијата и поставките на возилото. Се надеваме дека штом се појави на стариот континент, ќе може да го очекуваме и кај нас. Со оглед на тоа што Toyota се заложува за својата хибридна технологија и со најавените стимулации за еко-возила, може да претпоставиме дека моделот ќе има пристапна цена и на нашиот пазар. Со оглед на тоа што се уште нема сериска електрична верзија на моделот Mustang, компанијата Charge Automotive реши да го комбинира овој одличен ретро модел со целосно електричен погон. Така добиваме Mustang кој представува се освен обичниот модел од 60-тите. Лондонската компанија изјави дека има намера да направи уште 499 вакви електрични класици кои ќе бидат со почетна цена од 200.000 фунти. За ова добивате официјално лиценцирана Ford Mustang каросерија во склоп со најсофистициран електричен погон. Со капацитет од 64 киловат-часови, батеријата доаѓа во комбинација со електричен мотор од 300 киловати и систем за брзо полнење со еднонасочна струја со поддршка за полнење од 50 киловати. Доколку ова се спореди со конвенционален отомотор, тогаш добивате нешто повеќе од 400 конски сили и вртежен момент од неверојатни 1200 Нм. Ова е и повеќе од доволно за да се забрза овој класик до 100 км на час за неверојатни 3,09 секунди, со што представува зверка побрза од било која фабричка изведба на Mustang. Оваа компанија исто така вели дека е можна и конфигурација за погон на задните тркала или погон на сите 4, кој ќе може да испорача вртежен момент до тркалата од 7500 Нм. Електричниот опсек е проценет на 200 км, што веројатно се должи на аеродинамичните перформанси на овој ретро дизајн, а компанијата исто така вели дека овој Mustang ќе биде опремен со најсовремените компоненти, како и персонализиран дигитален интерфейс. За целите на овој проект, Charge Automotive соработуваат со Arrival и RoboRace, чии инженери имаат свој придонес во проектите за Williams Формула 1, McLaren и Jaguar Land Rover. Испораката на овие електрични изведби на легендарниот Mustang е планирано да започне во септември 2019 година, а купувачите ќе имаат можност да изберат помеѓу купе и кабриолет варијанта.